Добро дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде професор доктор Андон Чибишев, директор на клиниката за токсикологија, универзитетски професор, дел од кризниот штаб. Добро дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер на вас во студиото, на гледачите на Алфа телевизија и емисијата За или против. Професоре, како дел од кризниот штаб, кои се последните информации и каква е состојбата на повредените од Кочанската трагедија? Па видите, секојдневно во јавноста со соопштенија излегува или Министерството за здравство или лично министерот се обраќа на јавноста. За сега, како што е информирана јавноста, нели имаме плюс 2 жртви во болницата каде што беа згрижени во Литванија. Останатите болни, според последните информации, се стабилни. Има уште критични пациенти кои што се под засилен надзор, интубирани. Меѓутоа, сите други пациенти се во стабилна состојба и полека ни се враќаат дома, секојдневно се враќаат одредена бројка од сите држави. Овде ние ги прифаќаме, тоа е крајно сериозно и добро организирано. Се знае каде пациентите кога доаѓаат во Македонија, каде треба да бидат обсервирани 24 часа. За тие 24 часа сместени во соодветната здравствена институција, се под надзор на лекарите од институцијата и плюс сите пациенти кои се враќаат, конзилиарно се прегледани од пластичен хирург, од токсиколог, од анестезиолог и од психијатар. Се прави проценка во тие 24 часа, дали состојбата на пациентот дозволува следниот ден да биде пуштен на домашно лекување или извесен период ќе биде задржан во институцијата каде што е вратен и ќе се направат дополнителни клинички исследувања, дали ќе треба дополнителна терапија да прима. Значи, крајно е организирана целата процедура, се спроведуваат современи протоколи за згрижување и за терапија и мислам дека здравството покажа голема подготвеност да се справи со оваа ситуација. И во однос на информирањето на јавноста и на граѓаните, секојдневно и самиот спомнавте, излегуваат информации дали од пресконференции, минимум еднаш дневно соопштенија, значи јавноста е информирана. Покажавте ли досега невидена транспарентност во Македонија? Јас како новинар следејќи имав мнение, сефте, ова сепак беше огромна трагедија, но се случува и порано, но ваква досега информација од прва рака што се вели и транспарентност, да не речам, не се видела. Видите, јас морам прво да истакнам дека медиумите, сите медиуми во Република Македонија покажа крајна професионалност. Че крајна професионалност ги следеа случувањата практички од минута во минута, од час во час и многу професионално ја информираа јавноста. Кризниот штаб и сите кои што на некој начин беа вклучени во активностите кои што ги организираше кризниот штаб, беа практички 24 часа во активности, затоа и сите информации како стигнува, на некој начин се наоѓаше начин да се лиферуваат во јавноста преку медиумите нормално, али тоа во главном го правеа министерот за здравство, кој исто така беше постојано достапен, постојано активен заедно со сите нас, заменикот министер за здравство, директорот на Фондот за здравствено осигурување, дел од министрите, министерот за надворешни работи, тука морам да истакнам директорот на службата за општи заеднички служби при владата и сите оние доктори кои што учествуваа во згрижувањето на пациентите. Тоа се неколку институции кои примаа пациенти како Карил, значи анестезиологија, клиниката за пластична хирургија, токсикологија, пулмологија. И ние постојано бевме во една, да кажам, 24 часовна комуникација за нешто да не се пропушти, да биде тоа крајно професионално, да покажеме крајна подготвеност да одговориме на сите предизвици што не очекуваа во овој тежок период што го поминавме. 24 дена мина од трагедијата во Кочани, имајќи предвид се што се случи, бевте директно дел од сето ова, како би оцениле целата реакција до сега? Можеше ли да се стори нешто повеќе или се
функционираше, можеби и за изненадување на многумина, буквално кажано како што велат по ноти. Морам да истакнам дека државата, институциите во државата, владата, сите покажа крајна подготвеност. Тоа мислам дека се должи на една обединетост на сите институции, една посветеност, една пожртвуваност. Никој не се пожали дека е изморен, а се случуваше некојаш и не само 24 часа. Во стартот, кога се случи несреќата, имаше колеги и имаше луѓе од министерствата, од другите институции кои 48 часа беа активни, не беа отидени воопшто дома, не беа одморени. Меѓутоа никој не покажа нити умор, нити некој се пожали дека е уморен или се преморил па мора некаде да одмори, туку сите крајно посветено, крајно професионално си ги преземавме обврските и се обидевме тоа да го направиме што подобро на добробит на повредените, на нивните семејства и воопшто на добробит на целата општествена заедница. И мислам дека покажавме крајна спремност и покрај сите критики кои што претходно се упатуваа на здравството, мислам дека здравството овој пат положи многу тежок испит. За жал, многу тежок испит кој што ќе влече последици уште долг временски период после ова. Ова не беше само здравството во прашање, тука беше еден вистински коангломерат на институции, на министерства, беа вклучени Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, го спомнавте СОЗР, еден куп на институции кои што заедно реагира, вела дека голема улога имала и вежбата која што се случи месец и половина од прилика пред оваа ситуација, токму за кризни ситуации, помогнала во воспоставувањето на тие врски меѓу институциите, но сите реагираа како што треба. Не беше само, мислам, здравството беше нормално, главниот товар беше врзвас, но и останатите реагираа буквално како една единка. Ниеден здравствен систем во светот при вакви масовни несреќи не може да реагира веднаш и кога имаме ваков голем број на повредени, голем прилив на повредени за краток временски период, ниеден здравствен систем, колку сака нека е развиен, колку сака нека е богата државата и колку сака нека има здравствени капацитети кои што, да речеме, се специализирани за вакви ситуации, не може да прифати волку пациенти. Меѓутоа, сите тие институции кои што ги споменавте и вие, покажаа врвна професионалност и покажаа дека се на висина на задачата. Поучени за среќа или за несреќа, за несреќи во некои други држави, каде што системот се преценил и мислел дека ќе спомнам Романија. Романија, токму така. Се преценија во Романија институциите и мислеа дека сите тие повредени кои што во слична несреќа ги има, дека можат да ги изгрижат и дека Романија нема потреба да бара помош од никого. Меѓутоа им се случи трагедија, им умреа многу пациенти кои беа веќе сместени во болница. Кај нас, за среќа, тоа не се повтори, затоа што во најкраток можен рок се контактираше со соседните држави прво, а потоа со системот за масовни несреќи на ниво на Европска Унија. И многу од државите, јас користам прилика да им се заблагодарам до земја, да им се поклонам на тие држави, кои што многу брзо реагира, пратија екипи во Македонија, прифатија голем број на повредени, тешко повредени. Значи, ние надвор праќавме тешко повредени за кои што македонскиот здравствен систем не дека не може да ги третира, да не бидеме погрешно сватени, меѓутоа немаме толку капацитети каде што ќе можеме такви тешки пациенти да ги сместуваме и да ги лекуваме. Затоа колегите од странство многу ни помогна, ги прифатија тие пациенти, брзо беа трансферирани во современи болници во други држави, каде што ја добија соодветната помош и резултатот еве го, голем број од нив ни се враќаат здрави живи и се надевам дека и сите кои останаа и уште не се вратени дека ќе ни се вратат здрави живи.
ги спомнавте оние што се враќаат, не секогаш нивното враќање е така едноставно, нели? Да, не е едноставно, затоа што, знаете, и тука морам да ја пофалам државата, да го пофалам целиот систем. Затоа што тоа е неверојатно добро организирано. Значи се знае од која болница, кој пациент со име и презиме треба денес да дојде во Македонија. Веднаш се организира авионски лет. Ако има авионски лет, добро, ако не се организира специјален превоз, возила од Македонија одат, посебно во соседните држави, ги прифаќаат пациентите и ги носат до институцијата каде што ќе треба 24 часа да бидат обсервирани. И тоа е обично институцијата од каде се упатени во странство. А после, кога тамо ќе биде обсервиран, се повторува она што кризниот штаб го зазема како став, да бидат конзилијарно прегледани од повеќе доктори, да ја констатираме актуелната состојба, дали има потреба за дополнителни исследувања, дали треба терапија, дали има потреба од разговор со психијатар или да се додаде нешто во лекарства, од кога ќе видиме дека се е во ред, дека сите испитувања кои ќе ги направиме од која ќе дојде се во референтни вредности, го пуштаме на домашно лекување со препорака да се јави за известен период на контрола да видиме како се одвива опоравувањето. Какви се вашите информации 24 дена по несреќата? Вниманието кон оние пациенти кои што се во Македонија не е со намален интензитет, се следи буквално од почеток до крај? Не, апсолутно. Да. Вниманието дури е подигнато, да, затоа што ние сме во постојан контакт со болниците каде што во матичните болници каде што живеат пациентите. Да речеме тоа воглавно беа пациенти од Источна Македонија и ние сме во постојан контакт со болницата клиничката болница во Штип, со болницата во Кочани, со здравствениот дом во Виница. Значи со сите сме во контакт и ја следиме состојбата од тука секојдневно на пациентите кои што сме ги вратиле таму, исто колегите таму непосредно ја следат. И ако има потреба, се јавуваат, прават консултација или го прават тоа што треба да се направи таму на лице место, или се договараме веднаш да биде донесен во Скопје да си го прегледа соодветен специјалист и да се договориме што понатаму. За сега немаме некои покомплицирани компликации, воглавном се тоа очекувани компликации со кои што нашиот здравствен систем може на многу стручен начин да се справи. И покрај одличната реакција и оценките кои што ги добивте од многу страни за реакцијата, сепак воочивте ли одредени слабости кои што можат, односно за не дај Боже понатаму да ја подобрат работата? Еве на пример, може ли или треба ли да се возобнови оној центар за изгореници кој што нели е укинат пред некое време? Такви некои слабости дали беа воочени кои што ќе помогнат за не дај Боже во иднина за справување уште подобро со ситуациите кои што ќе следуваат, да не се лажеме, сепак луѓе сме. Така е, секако дека треба да се возобнови центарот за изгореници, меѓутоа морам да истакнам дека и центарот за изгореници да беше активен во еден таков современ центар за изгореници врз основа на бројот на население во Република Македонија, повеќе од 2, 3, па и 5 кревета не може да имаме. И тие и 5 кревета да се, тие немаше да ни завршат голема работа. На нив ние ќе примевме 5 пациенти, меѓутоа ние имавме наплив од преку 190 пациенти одеднаш, така да требаше со таа огромна бројка брзо да се справиме, да се направи добар план како тоа ќе се направи, да се направи тоа брзо, затоа што во многу од случаите времето беше пресудно. Требаше брзо да се реагира, брзо да им се помогне, брзо да се транспортираат во специјализирани центри, затоа што се работеше кај некои за потешки повреди, кај добар дел се работеше за потешки труења со отровни гасови, така да и да беше активен центарот, мислам дека секако дека многу ќе помогнеше, меѓутоа не можеше да ги згрижи сите пациенти. Меѓутоа сега се прават за иднина планови, центарот да се возобнови, да се стави повторно во функција. Мислам дека и некои од здравствените институции во државата ќе се реновираат, ќе се оспособат за подолга рехабилитација на такви пациенти.
Мислам дека во иднина ќе се случат многу убави работи во здравството, кои што, ако не дај Боже, некогаш се случи слична несреќа, ќе бидеме уште поподготвени. Иако и сега реагиравме, ја мислам, многу добро. Дали знаете ли, еве и од вашите колеги, колку ќе трае овој процес, бидејќи ова не завршува и да сите излезат од болница, дај Боже, нели живи и здрави, дека понатаму ќе треба лечење и за колку месеци да речем зборуваме, дали имате такви сознанија? Во зависност од повредите. Значи, многу е битно какви се тие физички повреди. Тоа се изгореници од кои што некои биле посериозни, или таквите изгореници со тек на време ќе бараат одредена рехабилитација, физикална терапија, можда дополнителни некои хируршки зафати. Исто така, овие потешки труења со отровни гасови, исто така ќе побаруваат одредена рехабилитација, спроведување на одредени рехабилитациони програми, кои што нели во многу држави имаат специализирани такви установи за таква рехабилитација. Ние за жал немаме, меѓутоа се надевам дека сега, еве, на маката ќе направиме и еден таков центар во кој што ќе можеме да згрижуваме такви пациенти кои што побаруваат таква здравствена нега и здравствена заштита. Минатата кризна здравствена ситуација беше со короната, но за жал морам да кажам, мислам дека тогаш имавме една влада која што не свати дека сите свативме тогаш, дека ова е дефинитивно апсолутно секторот кој што живот значи, најбитниот апсолутно сектор за секој граѓанин, но мислам дека не излегоа со некаква си позитивна поука од тој, не направија нешто посебно, иако требаше да се направи. Дали еве оваа ситуација која што ни се случи сега ќе помогне, ако не друго, да се реформира, односно она што треба да се направи во здравството, и сами знаете реформите кои што следуваат, да се забрзаат и да се среди целосно, тотално овој сектор кој што реално и дефинитивно живо значи. Сега, Лјупчо, ме подсетивте на една емисија, баш во ова студио, за време на короната, дискутиравме за модуларните болници. Ако се сеќавате, и тогаш констатиравме дека модуларните болници не беа капацитет во кој што треба да се сместуваат живото загрозени пациенти. А се сместува. Не може ти во модуларна болница кој е капацитет во кој што може да лежи еден пациент со полесна клиничка слика, еден краток временски период, да сместуваш пациенти кои што побаруваат асистирано дишење или не знам интензивна нега од повисок ранг. Таа грешка, за среќа, сега не ја повторивме. Можда поучени од таа ситуација со модуларните болници, кога нели сместувавме пациенти во модуларните болници кои беа живото загрозени, кои имаат тешка клиничка слика, кои побаруваа интензивна нега, ние ги сместувавме таму и резултатите за жал беа поразителни. Меѓутоа овој пат мислам дека здравствениот систем реагираше на многу повисоко ниво, многу поорганизирано, многу пообединето и беа ангажирани практички комплетно сите кадри, посебно оние кои што се најподготвени, наједуцирани и најспециализирани за вакви ситуации. Затоа и резултатот и успехот од сето тоа што се направи, за жал, после трагедијата во Кочани, резултатите се вакви какви што се, и имаме минимум загуба на човечки животи, минимум повредени кои што ќе имаат тешки компликации во иднина, и мислам дека треба продолжиме понатаму и уште повеќе да го унапредуваме овој баш систем на ваква организација во која што сите обединети ќе реагираме во и некои други слични ситуации. Дали ова ќе помогне можеби и во решавањето на она хронична болка во здравството? Зборуваме за вработувањето, оној недостиг на кадар, но и на постоен кадар кој што постојано нели е со договор за вработување, деова, деона третманот на специјализантите и сето тоа. Ќе помогне ли околу вработувањето да се реши конечно овој? Видите, оваа ситуација мислам дека воопшто не влијае на тоа. Јас еве ќе земам примерот на институцијата која јас ја раководам. Јас кога ја преземав клиниката пред 7-8 месеца, затекнав 18 луѓе кои што немаат никакви договори.
беа ангажирани работно на клиниката, а нема никакви договори. Тоа, знаете што значи? Тоа е исто како некој од улица да дојде, да си влезе на клиника, да си ги негува пациентите, да им дава терапија, да си работи со нив, што е недозволиво. Меѓутоа, мислам дека со вработувањата почна позитивно да се одвиваат настаните. Еве почнува да се вработуваат специјализанти, посебно оние приватни специјализанти за кои што државата нема вложено средства за да бидат едуцирани. Еве секојдневно се распишуваат конкурси за прием. Се примаат и кадри од другите профили во здравството, средно медицински кадар како медицински сестри, помошен медицински кадар, болничари, хигиеничари и сите оние кои што се потребни за еден здравствен систем да функционира онака како што треба. Не можам да кажам идеално да функционира, меѓутоа да функционира како што треба. И мислам дека во наредните месец-два ќе имаме значително подобрување во кадровскиот потенцијал во здравството, пошто еве се одвиваат процеси на вработување и мислам дека сликата ќе биде уште подобра, затоа што се планираат и понатаму да се вработуваат луѓе, за да се пополнат сите оние празнини кои досега постоеа во здравствениот систем, каде што по стандарди треба да има, карикирам, 20 сестри, а има 10. Значи 50% од медицинските сестри ни недостасуваат или потребни ни се, не знам, одредена бројка на доктори за да може нормално да се одвива процесот на работа, а ние ги немаме ни 40% од докторите, па кубуриме, па не знам, не можеме да организираме 24 часовна работа, затоа што здравството не прекинува да работи. 24 сати, 7 дена во неделата мора здравствената институција да биде покриена со екипа која што и во ноќните часови ќе биде подготвена да пружи здравствена заштита на сите што ќе ја побараат. Ке се засили одговорноста, оној случај токму со економската директорка од вашата клиника, ги спомнавте оние вработени кои што беа буквално не на црно ни на бело, на никако не беа вработени, но таа што се случи беше на суд околу тоа, призна дека ги вработила без врска, да не речам, и никому ништо, професоре, како тоа, буквално кажано, на условна казна е осудена, штетата кон буџетот и кон се е огромна. Ке минуваат ли натаму така работите? Ова не е баш најдобриот пример за следните што ќе доаѓаат на раководни функции, иако вие со искуството и се не вие сефте ова директорување со токсикологија, ги ставате работите во нормала кај што треба на шинино. Ова што се случи не е најубав пример за останатите како пример за одговорност. Призна и што сега? Никому ништо? Видите, не би сакал да ја коментирам судската одлука. Судската одлука е таква како што одлучил судот. Меѓутоа, штетата на врз буџетот на клиниката, ние ќе си го бараме во граѓанска постапка. И таа граѓанска постапка веќе нашиот правен тим ја има започнато и во идниот период ќе видиме што ќе се случува. Има одредена штета на буџетот и ние не можеме да кажеме дека еве сега направена е штета, осудена е директорката, екс-директорката и ние сме задоволни. Пак велам, ние не се мешаме во судската одлука. Судската одлука ја носат судските органи. Донеле онака како што мислеле дека треба да донесат, меѓутоа нашиот правен тим, сите ние во консултација решивме да поведеме граѓанска постапка во која што ќе си бараме надокнадување на средствата кои што се злоупотребени во буџетот на институцијата. Па, знаете, тоа се средства кои што за нас многу значат. Во здравството секој денар многу значи, така да се надевам дека во идниот период ќе успееме да си ги вратиме тие средства во буџетот, да ги искористиме онака како што треба. Ке има ли одговорности за оние десетици илјади вредни лекови со минат рок кои што ги затекнавте? Ќе одговара ли некој за тоа? Видите, документацијата за тој случај што го имаме коментирано овде баш во ова студио на истава емисија, се предадени на надлежните институции. Ние не можеме да направиме ништо, си постојат институции во државата кои што треба да го испитаат тоа и да реагираат со соодветни мерки, со соодветни пријави. Документацијата е предадена, чекаме да реагираме и се ќе се надоврзам. Еве сега овие 2 дена е актуелен случајот со
директорот на гериатрија, каде што, знаете, повторно на тапет е ставен раководител на институцијата. Со тоа, владата и Министерството за здравство и останатите министерства и ресори покажуваат дека нема да биде како до сега. Значи, секој што ќе се обиде или направил некаква злоупотреба, ќе треба да си ја понесе одговорност. И не е битно дали од која етничка припадност е, од која религија, од која партија е, туку дали тој направил нешто што е надвор од позитивните законски прописи или не направил, и секој што направил, што го прекршил законот, треба да се одговара. Велите дека нема да ни се повторат веќе оние мега морбидни скандали како онкологија, например, што беше? Па јас се надевам дека нема да ни се повторат. Онкологија беше, знаете, една тешка трагедија која што уште ја држи вознемирена јавноста, уште се коментира тој скандал. Јас се надевам дека наскоро ќе има некаков епилог. Моите информации говорат дека наскоро ќе има некаков епилог, затоа што се работеше за огромен скандал во кој што беа злоупотребени многу пациенти, многу животни судбини, многу финансиски средства, и тоа побарува една подолга експертиза за да се дојде до вистината прво, а после тоа се види кој е одговорен за таквата ситуација, која што тогаш го клекна македонското здравство и воопшто македонската држава на колена. Значи, тоа уште, јас уште влечам последици од тогаш, затоа што беше крајно вознемирувачки. Сите оние приказни, оние раскажувања на пациентите, што им се случувало таму, крајно вознемирувачки делува. Спомнавте и модуларната болница, односно модуларните болници, се уште има дел од случајот кој што се во судовите. Сега колку што приметив, електричарите се оние кои што треба да бидат виновни, бидејќи претпоставувам дека самите суди сватија дека кабелот е невозможно да биде основниот виновник, но има и најави, професоре, за реотворање целосно и на модуларната болница случајот, но и на онкологија реотворање, односно прогледување на целиот случај да се разгледа како што треба. Тоа го најави и премиерот Мицкоски како дел од реотворањето на оние сиви, да ги наречам, во сивата зона што се случаи, кои што останаа како ласкарци, како онаа несреќата во Бугарска Струма, вклучително заедно со ова Беса Транс, да. Така, Беса Транс. Како гледате на овој момент на реотворање на случаите, бидејќи реално доколку не се дојде до вистината за вакви морбидни случаи, мислам дека на тамошната иднина и на државата, не само на системот и на судството, малку ќе остане повторно целата таа фама што се случи, зошто се случи, мора да се расчистат на крајот на краиштата. Апсолутно се сложувам. Знаете, ние се претворивме во држава на неказнивост. Да. Ќе направиш некој прекршок, ќе се јавиш на некого, тој ќе ти помогне или некој предмет ќе заврши во некаква фиока и никому ништо. Меѓутоа, тука се работи за крајно сериозни случаи. Модуларната болница не изгореа живи 14 пациенти. Не сакам да се навраќам сега, пред малку коментиравме дека во модуларната болница такви тешки пациенти не требаше да бидат сместувани. Затоа што и инфраструктурно тие не одговараа за таква намена и веројатно заради тоа и се случи несреќата. Можда иницијално кабелот кој што не ја поднесувал тоа оптоварување, се запалил па се запалила. Меѓутоа, како може толку брзо да изгори објектот, модуларната болница? Изгоре за многу краток временски период, практички не им даде време на луѓето ни да станат од кревет и да излезат надвор. И тоа што го коментираат сега и високи владени представници, па и премиерот, јас апсолутно го поддржувам, затоа што случајот со модуларната болница, мислам дека на некој начин она што го слушам во јавност, она што го слушам од моите пациенти, е дека е заташкан. Дека тука не се до крај изведени, не е до крај посочена вистината. Што се случувало и зашто се случило тоа и зашто нас не изгореа 14 сограѓани.
ако тоа се ревидира, јас се давам подршка да се ревидира и да се види зашто тоа се случило и таа трагедија еднаш да добие некаков епилог, затоа што сите тие луѓе што таму на страда имаат семејства, кои што верувам дека до крајот на животот ќе жалат за нив и мораме некаква сатисфакција да им дадеме дека сепак во оваа држава има закони и дека сепак во оваа држава вистината секогаш ќе биде на прво место. И верувам дека со оглед на тоа како гледам како функционираат баш надлежните министерства како Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда, дека тоа наскоро ќе добие некаков поттик за ревизија и се надевам дека ќе дојдеме до вистината, затоа што прочитав негде во медиумите дека тие двајца електричари кои што ја инсталирале електричната мрежа, ја сервисирале и ја надгледувале, немале никакви лиценци. Така да тоа е пак дел од тој огромен проблем што го имавме ние во организацијата и во надгледување на работата на здравствените институции. Како гледате на оно што се случува токму околу Кочанската истрага? Да, вие сте лекар, професор, но дел од кризниот штаб, околу оно што се случува и разликата на третманот на истрагата околу Кочанската трагедија и модуларната болница која што се уште трае, меѓу другото нема никаков виновник, се обидува на некој доктор нели исто од Тетовската болница да префрлат, па видоа дека не оди. Истото се случи и на онкологија. Имаше и анкетна комисија која што утврди политичка одговорност меѓу другото на многумина, меѓу нив и сегашниот нели претседател на СДСМ, но и она што вие тогаш го предвидовте дека не можело да се случува тоа без сознанија на директорот на Фондот за здравство, без нели санитарниот и здравствен инспекторат, сите тие карики беа вклучени. Директорот на болницата, санитарниот, ФЗОМ, но и министерот, тоа го лоцираше потоа, откако вие го кажавте, го лоцираше анкетната, бидејќи е многу логично, нели, вие од искуството и се, но немаше никаква разврска, еве се развиваат, но каква е разликата и дали гледате разлика, како граѓанин меѓу другото, за она што се случува околу Кочанската трагедија, да речеме, и она што се случуваше околу истрагата и модуларната болница, но еве и онкологија и останатите? Огромна е разликата, еве као граѓанин го гледам. Тоа огромна е разликата затоа што за 48 часа после Кочани трагедијата приведени се 34 ми се чини, од кои тројца, еден актуелен и двајца поранешни градоначалници. Министер, помошници министри, високи функционери во министерствата се приведени и им се става на, нели, се осомничени дека учествувале во минатото околу тоа што се случи, нели, трагедијата во Кочани, околу давањето на лиценци, дозволите за работа и така натаму. Ако го споредиме со овие други случаи, тука неа нула приведени имаме. Имаме постојано само по медиумите некакви обвинувања за кои што никој не дава или дава прозирни аргументи. Паушални, да. Овде имаме малку посериозно сватена истрагата и еве за 48 сати се приведени 34 луѓе, кои од тие луѓе имаат вина, сигурно дека ќе одговарат, ако некој од нив се приведени а немаат вина, сигурно дека ќе завршат на некој друг начин со ослободување. Меѓутоа, малку посериозно, малку подлабоко институциите во државата се занимаваат со случајот со трагедијата во Кочани, за разлика од порано, кога нели се тоа некако се одвиваше, не знам, кабелот е крив, пајакот е крив, па колегата кој бил дежурен и кој што се грижал за пациентите, каква врска има колегата со тоа што се случило? Па го малтретира, го затвара, па го судеа, за на крај да констатира дека него треба да го наградат, затоа што колегата, колку јас имам информации, го ставил својот живот на коцка за да ги спасува пациентите, да ги извлекува надвор, а тие го обвинија дека тој е виновен затоа што изгорела модуларната болница. За ташкаат повисоката одговорност. Значи, не се криви тие што нели ги набавиле модуларните болници такви како што се, па ги монтирале таму, па дозволиле внатре да се лекуваат пациенти кои што се живото загрозени, на кои што им е потребна интензивна нега од највисок ранг.
Тие не се виновни. Виновен е колегата кој што вечерта бил дежурен. Што е неприфатливо, меѓутоа, знаете, правдата е спора, меѓутоа се надевам дека на крајот ќе победи. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е професор Чебишев. Ќе зборуваме за набавката преко потребна на медицинска опрема во Македонија, за инфраструктурата, за буџетот на здравството. Тоа следува веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е професор доктор Антон Чебишев. Професоре, она прашање кој што исто така го обременува македонското здравство, зборуваме за набавката на нова медицинска опрема и за подобрување на инфраструктурата преку потребно нешто што нели се соочуваме секојдневно, секој кој што отишол на лекар, особено е нели и клиничкиот центар и се пренатрупаноста, недостигот на соодветен немедицински кадар, особено на опрема, но и инфраструктурните проблеми. Се решаваат ли, ќе се решаваат, како да се решат? За да биде еден здравствен систем ефикасен, треба да бидат исполнети многу услови. Меѓутоа, најважно е да има инфраструктура. Значи да имаме болници кои што ги поседуваат сите основни потреби и квалитети за сместување и за третман на пациенти. Тоа е прва работа. Значи инфраструктурна подготвеност. Треба да имаме кадар едуциран од сите профили кои што таа здравствена заштита ќе ја спроведува и да имаме современа, софистицирана медицинска опрема со која што таквата медицинска услуга ќе биде на што повисок ниво. Македонското здравство наназад 25 години постојано кубури или со инфраструктура, или со кадар, или со опрема. Никогаш тоа, да речеме, во континуитет или се заедно не се решава. Или ќе се решава само инфраструктурата, или ќе се решава само кадарот, или ќе се решаваат некои проблеми кои секојдневно се јавуваат и сето тоа не дава една компактност која што ќе возможи да пружаме здравствена заштита на повисок ниво. Во овој момент, во последниве неколку месеца, имаме вработување, што е многу важно, затоа што во сите здравствени институции, без исклучок, дали се тие во главниот град, во Скопје, во клиничкиот центар или во другите болници, или во здравствените институции во натрешноста, секаде имаме недостаток на кадар. И сега мислам дека е во тек се распишување на конкурси и прием на соодветен кадар, што е многу позитивно и мислам дека можда нема до крај да го реши проблемот, меѓутоа многу ќе ја подобри состојбата. Многу здравствени институции се во фаза на реновирање и тоа темелно реновирање. Мислам дека тоа е и во програмата на владата. И не само на владата, нели предводена од ВМРО-ДПМН, туку и коалиционите партнери кои во моментов ја подржуваат владата. Има многу здравствени институции во цела држава кои што се реновираат темелно. Еве, само за клинички центар да ви кажам, изреновирана е комплетно клиниката за психијатрија. Никогаш до сега не била реновирана. Изреновирана е клиниката за дигестивна хирургија. Сега во моментов се реновира клиниката која јас се раководам, клиниката за токсикологија, која што ќе прерасне во современ ургентен интернистички центар кој е и текако потребен на Македонија, па посебно на главниот град, затоа што нели Скопје е метропола, има многу жители на кои што им е потребна соодветна здравствена грижа, значи ургентен центар. Се реновира клиниката за анестезија и реанимација. Карил се реновира. Не можам сега да се сетам, мислам дека и други некои клиники се реновираат, ама еве после 30 години имам информации дека и болницата во Кичево се реновира, што е многу важно. Се реновира еден од центрите кои што има, да кажам, и европско реноме, болницата Свети Еразмо во Охрид. Значи, на повеќе локации имаме
активности кои ќе ја подобрат инфраструктурната подготвеност на здравствениот систем. Се набавува современа медицинска опрема. Еве ќе тргнам пак од мојава институција. Ние набавивме софистицирана токсиколошка лабораторија која неколку генерации на вработени на клиниката за токсикологија сме ја сонувале. Меѓутоа еве сега ја набавивме и некаде сме пред крај со оние сите додатни делови кои што треба да се набават за да може да се стави во функција. Се надевам негде до 15-20 април ќе ја ставиме во функција и таа многу ќе ни помага во работата. Сега да ја имавме лабораторијата кога ни се случи ова за жал во Кочани, многу полесно ќе ни беше, немаше да мораме да бараме услуги и помош од други институции па да ги чекаме резултатите, туку материјалот во нашата лабораторија на дневна основа ќе ги повторувавме и ќе имавме подобра контрола. Меѓутоа еве лабораторијата е набавена и со незе мислам дека и квалитетот и нивото на здравствените услуги многу ќе се подобрат. Слични такви лаборатории се набавени на други клиники, така да полека не може се одеднаш. Нели се одеднаш нема ни средства се одеднаш да се направи, меѓутоа полека мислам дека здравството почнува нешто да се размрдува и да се движи и се надевам дека во наредниот период значително ќе се подобрат и условите во јавното здравство и опременоста и ќе се зголеми бројот на извршители, односно кадровски ќе се доекипираме за да го подигнеме нивото на здравствена заштита онака како што ние сакаме и како што очекува од нас, како што очекуваат граѓаните од нас. Се конкретизира ли она насушна потреба, да наречам, клинички центар, дали реобнова на овој постојниот, што беше и првична идеја на претходната влада на ВМРО-ДПМН, која што доколку беше реализирана веќе неколку години, ќе имавме клинички центар нов, но за жал заради она претходна влада пак на СДСМ и на ДУИ немаме ништо, но еве има ли план околу такво нешто, бидејќи дефинитивно е насушна потреба? Па еднаш констатиравме дека тој клинички центар е најголемата трагедија во македонското здравство. Значи повеќе од 20 години слушаме дека треба да се направи нов клинички центар. Меѓутоа тој уште за жал не е започнат, не е направен. Постојано нешто се менува локацијата, ќе биде, не знам, на една локација, па на друга локација. Во периодот во 2015-16 година на готов проект, одобрен кредит од европски банки, со подршка од неколку европски финансиски институции, требаше да се гради нов клинички центар на просторот каде што сега е паркингот до клиниката за гинекологија и мислам дека тој ќе завршеше голема работа ако се завршеше. Меѓутоа, во меѓувреме се смени власта, новата власт сметаше дека има корупција, дека тоа незаконски е спроведена постапката, па го поништија проектот, па сега заради тоа поништување државата ќе треба да плаќа негде околу 19 милиона евра пенали за тоа што проектот не е реализиран. И тоа не е важно. Важно е тоа што државата не доби клинички центар. И се уште нема клинички центар и не знам дали во идниот период нешто ќе почне да се реализира од тоа. Има одредени планови кои што ги имаше и во програмата на владата за нов клинички центар, меѓутоа уште краток е временскиот период. Оваа влада е само неколку месеци. Се надевам дека во иднина ќе се реобнови, ќе се актуализира овој проектот за клинички центар и дека конечно Македонија ќе добие еден современ клинички центар во кој што граѓаните ќе добиваат врвна здравствена заштита. Така, заради добробита на цела Македонија и македонските граѓани, јас се надевам дека ќе успеете во тоа. Па да, видите сега, клиничкиот центар според проценките кои што се правени и претходно, а и сега, ќе чини многу скапо. Значи, за таков клинички центар каков што и е потребен на Македонија, потребни се огромни средства. Дали ќе успее владата да обезбеди средства тоа да се изгради? Тоа е многу важно. Дали
дали финансискиот систем, дали даночниот систем на државата тоа ќе може да го поднесе. Не е само ние да зборуваме дека ќе направиме клинички центар, туку треба да видиме дали македонската економија ќе може тоа да го амортизира. Затоа што претходно се планира некои фантастични 500 милиони евра, половина милиарда евра да се направи клинички центар, па знаете се одбира локации кои што се надвор од Скопје и на еден пациент кој што живее, да речеме, во Долно Лисиче или во Зелениково или во Драчево, ќе требаше 40 километри и повеќе да патува за да стигне во клинички центар. Малку непрактично, не знам, можда и необмислено, меѓутоа тоа немаше да ги реши проблемите на здравствените осигуреници и затоа мислам дека и тој проект пропадна. Меѓутоа сега што се планира, немам до крај информации, меѓутоа верувам дека тоа ќе се актуализира многу брзо и дека ќе почнат некакви активности, затоа што навистина насушно е потребен на Македонија еден таков современ објект во кој што ќе се пружа здравствена заштита од највисок ранг. Ви благодарам што бевте мој гост. Ви благодарам и вас што ми дадовте можност. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, имајќи предвид се што се случува околу нас. Чувајте се многу.